За мене ова е многу значаен момент, затоа што мислам дека ова е прв пат да добиам некако адекватни услови во однос на она што мислам дека треба да го добиам како услови во театар. И е веројатно најголемиот проект што сум го работела досега, значи најкрупен, најсериозно дело, значи Макбет од Вилијам Шекспир со најголема подела и веројатно најголем буџет што досега сум го добила, тоа е, ми се чини околу 1.800.000, што нормално не е ништо во споредба на буџетите што ги добиваат нели странските режисери. Но во секој случај многу сум благодарна што имам можност после толку време, едно од 12 години занимавање со театар, да добиам адекватен буџет и се надевам дека многу полесно сега можам да покажам она што го знам и онаа фаза до која што јас сум стигната како режисер. Макбет е култно дело на Шекспир, една од неговите трагедии. Верувам дека секој еден знае прилика за што се работи. Таа е инспирирана од тогашните Холишедови хроники. Значи, ликот на Макбет е реален лик кој што постоел. Тој бил воен лорд кој што владеел околу 18 години во тогашна Шкотска, некаде во 11 век. Меѓутоа, нормално Шекспир ја зема само приказната од Макбет и потоа ја рециклира и создава своја нова приказна која што има алузии на тогашната елизабетанска Англија и алузии на тогашните настани и на Англија под патронство нели на Џејмс I и така натака. Она што мене од секогаш ми интригирало кај Макбет е тоа што драмата е на подеднаков начин и психолошка и политичка. Значи, таа зборува за една болна политичка амбиција за власт, која што главните ликови ги носи во психолошки распад. Значи, објективно знаеме дека, односно сведоци сме вековно низ општеството, дека секој поединец, кога ќе се дограби до власт, таа власт константно расте и ненаситноста за власт расте и таа води кон тиранија. Тоа е она практично што се случува на двајцата главни ликови во представата. Нивната преголема амбиција за власта ги носи во една пропаст, односно тие се дават на крај во морето од крв кој што претходно ќе го пролеат, во морето од жртви што тие поради нивната амбиција ќе ги убијат, ќе ги ликвидираат. Значи, кога би направиле една паралела во современ контекст, тоа е некако слично на некоја состојба на либералниот капитализам, каде личниот интерес е над се останато и каде што таа желба за брз напредок и прогрес за да се стигне до целта на некој начин е еквивалентна како борбата за престолот, во која што нели целта ги оправдува средствата на некој начин. Меѓутоа, ние начнавме и некои разговори во смисла дека тие двајца пред се и таа не се остварени како родители. На едно место тоа и се спомнува во текстот, сега може да се толкува на повеќе начини, но го земавме како една можност. И дека веројатно во една фаза кога човек не може да се реализира, да речеме, како родител, меѓутоа не дека тоа мора да биде вака или така, туку едноставно ако не може духовно себе да се реализира, веројатно тоа може да вроди во некаква фрустрација и комплекс, која што па ако не се освести може да избие како некаква нездрава амбиција. Првата соработка со Нелан беше пред многу години, првата професионална представа, потоа имавме уште 3-4 соработки како професионално, така во институционално. И некоја
звезда што ја прати Нела е дека знае да направи тим и да направи одличен спој на енергии, и ова ми е уште еден доказ, затоа што направи спој на многу различни енергии од различни генерации, и секако тука да го имаме и Сенко Велинов, Сашко, Драгана, и многу ми е кејф што и млади студенти се првпат со нас на сцената, како и други веќе докажани колеги. Ние ги играме вештерките, сепак вој пат решивме вештерките публиката ќе ги гледа, но сепак тие ќе бидат само во главата на оние кои што имаат преголема амбиција, алчност и желба за власт. И така баш Сашко тоа кажа преска исто као дека ние сме нивната совест, она што внатре ги тера лошиот глас, дека треба се повеќе и повеќе да се граба, да се гази преку мртви лешови за да се стигне до некоја точка кај што мислиме дека ќе бидеме среќни.